Добро вечер, почитувани гледачи. Случајот Космос е стар скоро 5 години. За него е многу говорено во јавноста, скоро да се знаат сите аргументи и од страна на општина Газибава и од страна на инвеститорот, но овој случај понатаму е актуелен во јавноста, особено како специјалното јавно обвинителство се заинтересира за него по ланските бомби на опозицијата. Поднесоа и отвори случај, отвори предмет за уривањето на Космос, го нарекоа ТНТ. Денеска во судот искази дадоа поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот министер за транспорт и врски Милјана Киевски и градоначалникот на општина Газибава Тони Трајковски. За нив судот оцени дека предлозите за мерки за предпазливост што ги побара специјалното обвинителство се целосно неосновани. Како што реков, за овој случај доста се говореше, но сепак има и понатаму дилеми за кои може да се говори, особено што, како што реков, случајот е и понатаму многу актуелен. Доволна провокација да отвориме дебата во отвореното студио на телевизија Нова. За таа цел се обидовме да организираме дуел или дебата, како сакате наречете го, со собственикот на Космос, Фијат Цановски, и градоначалникот на општина Газибава Тони Трајковски. За жал, собственикот на Космос, Фијат Цановски, одлучи да не се појави на ова соочување и ова дебата, што е особено зачудувачки ако се има во предвид неговите изјави во изминатите години во кои бараше токму ваков дуел на кои јавно ќе се соочат аргументите за тоа дали имало основа уривањето на Космос или тоа било навистина политички мотивирано, како што тврди тој, а сега и обвинителството. Предлагам да го погледнеме писмениот одговор што го добивме од Фијат Цановски за денешната дебата. На македонската јавност, јас лично многу пати го повикував градоначалникот на дебата, но не најдов на таа доблест. За среќа, во овој период се види и неговата кредибилност како градоначалник и кредибилноста на оние кои стоја зад погубната одлука. Започна и конечно нормален обвинителски процес, во кој сум сигурен дека правдата ќе биде задоволена. Затоа денес сметам дека не треба да се дебатира со човек кој ми наштетил со умисла прекршувајќи ги сите законски решенија. Во секој момент би присуствувал на дебата со председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски, како председатели на две политички партии и како луѓе кои носат одлуки за општествената корист или штета. Да, тоа е ставот на Цановски, нема да го коментираме, иако е малку чудно зашто со премиерот Груевски, кога се работи за предмет во кој точно се знае дали и зошто е спорно уривањето на објектот Космос. Како и да е, откако пропадна опцијата Цановски да биде во студиото и да се соочи со градоначалникот Тони Трајковски, се обидовме да го поканиме и професорот од архитектонскиот факултет, господинот Грчев Мирослав, кој се појавува и како вештак на специјалното јавно обвинителство, кој го има изготвено елаборатот, стручното мислење, не знам веќе стручно како се нарекува тоа што го изготвил, како и да е, тоа е основниот документ на кој се повикува специјалното обвинителство во наводите во кои тврди дека објектот бил срушен незаконски. Но господинот Грчев, иако првично прифати, потоа откако извршил одредени консултации, му било соопштено дека во оваа фаза од постапката не смее да зборува за детали од случајот, најави дека тоа ќе го направи кога процедурата ќе дојде во судска постапка. Така, почитувани гледачи, во студиото остана само градоначалникот на Газибава Тони Трајковски. Добро вечер, господине Трајковски. Благодарам за вашето одвоено време. Навистина ми е жал што не дојда Цановски и Грчев. Јас навистина не сум ни доволно стручен за да можам на соодветен начин да ги поставам сите прашања, но ќе се обидам барем како новинар и врз основа на тоа што се обвинувања составени од специјалното јавно обвинителство да ве прашам за сите детали од овој случај. Добро вечер, поздрав до вас и до гледачите на телевизија Нова. Јас жалам што денеска немам соговорник од другата страна. Уште еднаш да ја видиме вистината за овој случај. Иако ќе потенцирам, тоа во воведот и вие го потенциравте, дека и во текот на самата постапка во периодот 2011 година и последниот период од кога се актуализира повторно овој случај, во континуитет, јас како градоначалник одржував пресконференции и преку медиумите во континуитет ја информирав јавноста. Така да верувам дека голем дел од граѓаните веќе се упатени во целокупната постапка и законитоста на постапување.
но вечер имавме убава можност уште еднаш да подискутираме, да ги извадиме аргументите и праксата од моја страна е при секоја изјава моја, при секоја презентација, прес, секогаш настапувам со документи пишани, аргументите се видливи. Така да имавме можност, но жалам за Цановски наистина е штета што нема, ова ќе беше прва прилика да се соочат неговите аргументи и вашите аргументи. Како и да е, останува да си поразговараме, иако, како што реков, не претендирам ниту на стручното знаење на професорот. Јас би се надоврзал дека не е првпат од ваков дуел да избега господинот Цановски. Јас и во тој период кога имав кривична пријава приватна за клевета против господинот Цановски, тој исто така во судот не се појавуваше. Така да не ме зачудува фактот и денеска веројатно од негови саморазбирливи причини зашто не е присутен тука, па да поразговараме околу оваа тема. Добро, да почнеме, такви се условите, јас и вие сме, тоа е тоа, да почнеме со она што го е најактуелно, тоа е обвинението на САЈО. Вие денеска дадовте исказ во судот, како што кажав и во најавата, судот одлучи дека нема основ за мерки за предпазливост. Каков е вашиот коментар на денешниот настан и дали е очекуван исходот денешен? Токму така денеска бев во основниот суд, каде што ја дадов изјавата, а воедно потенцирав и изјавата што ја дадов после излегувањето од судот пред медиумите, потенцирав дека ова е уште една убава можност да уште еднаш докажеме во законитоста на сите оние постапки кои што ги направи општина Газибав, јас како градоначалник и колегите од општинската администрација. Впрочем, ќе потенцирам дека не е првпат во судска постапка да се докажува случајов. До сега имаме 20 судски пресуди, 9 од управниот суд, 9 потврдени од Висшиот управен суд, една судска пресуда од Уставниот суд и една судска пресуда од Врховниот суд. Така да 20 пати сме биле до сега, така да што ги покренуваше Цановски веднаш по уривањето. Да, и во таа законска постапка беше докажано дека сме постапиле согласно законот, согласно целокупната процедура што е од страна на општина Газибава, од моја страна, од страна на инспекторката и останатите вработени била согласно законските регулативи. Како што кажав, за овој случај е многу зборувано, многу аргументи се искажани во овие 5 години, практично и обвинението што го состави специјалното јавно обвинителство, додуше тоа се уште не е обвинение, далеко од обвинение, но тоа што го кажа на пресконференцијата, малтене е истото обвинение што го кажа опозицијата тогаш и Цановски, дека практично, ако може да се направи некако филмско сценарио од случајот, сюжетот би било дека ВМРО ДПМН му се налутило на Цановски за тоа што е излегол од коалицијата, па решило да му се одмаздува на тој начин што незаконски ќе му го сруши неговиот објект. Пред да го слушнеме вашиот коментар, предлагам да го слушнеме овој дел од обраќањето на обвинителката Фатиме Фетаи на пресконференцијата од 21 април. Доказен материјал произлезе основано сомнение дека во временскиот период од 1.5.2011 година до 17.8.2011 година во Скопје тогашниот председател на владата на Република Македонија и председател на политичката партија ВМРО ДПМН и тогашниот министер за транспорт и врски во владата на Република Македонија, кој со одлука од 12 април 2016 година на председателот на Република Македонија се помилувани, односно ослободени од кривично гонење, заеднички со цел да му се одмаздат на оштетениот Фијат Цановски за неговата политичка одлука, кој како председател на политичката партија ПЕИ ја напуштил коалицијата со политичката партија ВМРО ДПМН и исклучил коалиција со политичката партија, опозицијска политичка партија СДСМ, искористувајќи нивната политичка моќ, со умисла го поттикнале да стори кривично дело градоначалникот на општина Газибава, кандидиран од редовите на ВМРО ДПМН, кој исто така со одлука на председателот на Република Македонија од 12 април 2016 година е помилуван, односно ослободен од кривично гонење, да тој ја искористи неговата службена положба и овластување и да најде начин незаконски да го сруши објектот Космос, собственост на оштетениот, значи каде што инвестирал ТД Финедо Скопје, изведувачот Космос Инженеринг Доел Скопје, трговски друштва каде што собственик е нели оштетениот Фијат Цановски. Ете, господине Трековски, подсетивме на овој дел од тоа како што нареков сюжето на случајот.
Како го коментирате вие? Таму се тврди дека сте добиле налог од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, тогашен премиер и од министерот за транспорт, незаконски да го урнете Космос по секоја цена. Јас жалам што специјалното јавно обвинителство на пресконференцијата презентираше повеќе политика отколку факти и аргументи. Можам да потенцирам, а и тоа самото специјално јавно обвинителство го потенцира, дека Општина Газјеваа во целокупната постапка при прибавување на документите од страна на СЈО бевме конструктивни, немавме никаков проблем во комуникацијата. Се она што побара од нас го добија како документација. Јас ги повикувам доколку смета дека уште нешто треба од кај нас да земат, слободно може да дојдат, но добро е тоа и да го презентираат. За жал на пресконференцијата која што беше одржана, повеќе имавме политички квалификации отколку презентирање на доказите кои што ние им ги доставивме. Јас, како што напоменав на пресконференциите што ги одржував, ги презентирав тие докази, добро беше од страна на СЈО истите тие да беа презентирани. Еве, јас можам некој од нив да презентирам, но пак ќе кажам, жалам што СЈО овдека настапи повеќе политички во одбрана на една политичка партија, а со цел да се наштети на угледот на општина Газјеваа, на угледот на мене како градоначалник, на функционерите од ВМРО-ДПМНЕ. Сметам дека овдека се работи за кристално чист случај, нема ни П од политика, доволно е само да се видат аргументите, доказите кои што ги дава самиот инвеститор. Значи, еве велиме нека не ги гледаат нашите докази, нека ги гледаат доказите, аргументите на сите тие стручни лица, на самиот инвеститор, каде што ќе можат да утврдат, и верувам дека и тоа го имаат направено, но најверојатно не им било во полза тоа да го презентираат. Како што реков, ќе дојдеме до суштината на обвинението и на тоа што го тврди и доказите кои ги нуди обвинителството. Сакав да ве прашам овде на почетокот, е многу важно да рачистиме на работа околу овој дел на пресконференцијата. Дали вие во овој случај постапувавте како општина автономно или сте добиле налог од некого да постапувате во овој случај? Во случај според обвинението од СЈО сте добиле налог од партиските челници? Во конкретниот случај, значи инспекторката има излезено на лице место и тоа што го има констатирано беше дека целиот објект, односно во фазата во која што беше затекнато, се гради спротивно на одобрението за градење. Таа наша констатација беше потврдена, како што кажав, во судски постапки. Исто така, во тој период имавме контрола и од страна на Државниот инспекторат за урбанизам и градежништво, и од нивна страна беше констатирано дека сме постапиле согласно законот, односно дека инвеститорот го прекршил законот, градел спротивно на одобрението за градба. Вештачење кое што имаме ние ангажирано, вешто лице, исто така тоа го потенцира. Напоменав, во документи веќе се види дека и самиот инвеститор знаел, така да излишно е да се коментира за политика, за некое сугерирање така натаму. Јас одговорно тврдам дека целокупната постапка ја водевме транспарентно, ја водевме согласно законот и согласно ингеренциите и овластувањето на градежната инспекторка. Во овој случај, жално е што за еден ваков чист случај се коментира и се збори дека е политички настан. Уште еднаш ќе потврдам дека ниту сум добил од некого задолжение, ниту сум работал така, ниту работам, ниту ќе работам во иднина да се спроведува нечи налог, нечи задолженија. Во конкретниот случај ниту па јас имам влијаено на инспекторката. Напоменав, тоа лесно се докажува. Материјата не е абстрактна, како што некој сака да го прикажат со толкување на и цитирање одредени филозофски работи. Овдека се работи за конкретни мерни точки, конкретно мерење кое што се мери не со обичен инструмент, тоа се мери со професионален инструмент. Во конкретниот случај, тоа што го има направено инспекторката е со ангажирање на фирма, значи општината како општина не прави мерење, фирма која што излегува на лице место прави мерење. Наша задача, односно задача на инспекторката била да направи споредба на тоа што го измерила фирмата овластена со тоа што е одобрено. Истото го направил инвеститорот, напоменав, и тој има ангажирано фирма која што исто мерела по негов налог и го има потврдено тоа што ние сме го потврдиле. Истото го има направено и државниот инспекторат за урбанизам и градежништво, каде што ангажирала фирма. Значи, пак ќе напоменам, се работи за случај каде што не збориме за некои апстрактни работи, како што сакаат да го прикажат, се работи за конкретно мерење кое што секоја геодетска фирма може тоа да го направи.
А јас бих потенцирал суштината на целокупната постапка од страна на инвеститорот била да тој се стекне со поголема имотна корист. Тоа веќе верувам дека и на јавноста е јасно од сите документи што и досега ги презентиравме. Во конкретниот случај, инвеститорот сакал да изгради еден кат подземна гаража помалку, некаде близу 200 паркинг места помалку. Тоа веројатно ќе му донесело поголем приход, затоа што нема да направи таа инвестиција. Јас ќе презентирам и во изјавите што како инвеститор ги има дадено и во медиумите. Тој никаде не криел дека тоа така не го реализира, односно дека еден кат помалку сакал да изгради од тоа што му било одобрено. Само тој знае зашто тоа така сакал да го прави, но пак ќе кажам, наша претпоставка е дека сакал да има поголема финансиска заработка и ова е класичен пример на прекршување на законот, односно она што честопати и вие како новинари го истражувате, прекршување на законот и зголемување на финансиската добивка на инвеститорите, посебно кај градежната активност, односно нели честопати од страна на новинарите се говори за градежната мафија. Значи, ова е токму таков пример на постапка каде што инвеститорот знаел, со умисла го правил тоа, едноставно сакал да има поголема заработка. Ќе навлеземе во деталите за случајот и за сомнежите на СЕО за тоа кои членови од законите се прекршени. Претходно да ја погледнеме и денешната изјава на лидерот на ВМРО-ДПМН, кој исто така тврди дека сите обвинувања кон него и кон лидерството на партијата се апсурдни. Да ја погледнеме таа изјава, па се враќаме со деталите за случајот. Денеска бев повикан во судот, затоа што Катица Јанева изразила некако сомнеж дека ќе ја напуштам земјата и дека нема да се појавувам во неа. Не знам дали некој во државата верува во такво нешто, дека ќе ја напуштам земјата и нема да се појавувам, но како и да е, се гледа дека специјалното јавно обвинителство прави чекори кои што се нарачани и дека тоа веројатно го посакува да се случи нивниот нарачател, кој што во неколку наврати изјави дека не ги признава македонските судови. Веројатно тоа е негова желба да заминам во земјата и да не се појавувам, но тоа ниту ќе го сторам, ниту е вистина, ниту пак ќе му исполнам таа желба. Знаете, живееме во еден период во кој што човекот кој што изјави дека не ги почитува судовите, односно дека не ги признава судовите во Македонија, свесен е за својот политички рейтинг, свесен е за големата неподршка што има од страна на граѓаните, свесен е дека изборите наближуваат и дека нема да може уште долго да ги одоговлекува, и преку контролата која што има врз луѓето во СЕО, се обидува да ги изрелативизира работите и да се обиде преку вакви апсурдни покани во судот, да и мене и моите соработници не прикаже исти или слични како него. Тоа се обиде и во текот на минатата година преку неговите пресконференции на кои што се објавуваа фабрикуваните материјали и не успеа. Потоа се обиде со тоа што издействува 100 дена пред изборите да има друг премиер за спроведување на избори, верувајќи дека на тој начин ќе дојде на власт, дека на тој начин ќе го промени мислењето на граѓаните, не го промени мислењето на граѓаните и сега се обидува на трет начин, на начин на кој што постојано ќе бидам повикуван заради апсурдни причини во судот и ќе треба да давам вакви изјави, да се правдам, иако немам никаква вина, за народот да ја промени перцепцијата и да почне да мисли дека можеби и ние сме, и јас и моите соработници сме слични на човекот кој што даваше изјави дека не го признава судот во Република Македонија. Тоа нема да му помогне, тој тоа ќе го види на денот на изборите, вечерта на изборите. Мислам дека ќе го осети и преходно и ќе осети дека тера во погрешна насока, затоа што работите на изборите не одат на тој начин. Избори се добиваат со една посветеност, со една одговорност, со програма, со дела, со работа, со честно работење, а не со апсурдни чекори, со манипулации, со лаги, со невистини, со шпекулации или со слични работи со кои што нашиот и мојот политички опонент се занимава во сиот изминат период. Че можете да очекувате дека во следниот период за разни апсурдни причини и мене и моите соработници ќе не повикуваат, вас ќе ви известуваат да пристигнете тука, да земете изјава вечерта, да подготвите прилози, да правите дебатни емисии и така натаму, се со цел граѓаните да добијат некаква импресија дека можеби
Нашите опоненти и мојот опонент во опозицијата, кој што е добро познато колку е криминоген по сите негови действија во минатото, тргнувајќи од разни чекори кои што ги правеше и во случајот Бобал, и со тендерите за своите роднини, пријатели и партиски активисти, и подосна со случајот подкуп и така натаму, ќе се обидува да не прикажи нас преку вакви апсурдни канења на суд дека ние сме слични на него, меѓутоа и тоа нема да му успее. Граѓаните и народот ме познаваат мене повеќе од 10 години, добро ги познаваат и моите соработници, и што е најдобро и најважно, многу добро го познаваат и него. Така што на изборите се ќе стане јасно и се ќе биде расчистено. Затоа е важно, се извинувам ако може да ја завршам изјавата и да не ми упаѓате ако може. Така што изборите кои што ќе се одржат, кога и да се одржат, ќе бидат најјасниот одговор за ова политичко раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Она што го прави СЈО практично е нешто од кое што ќе се срамат во иднина. Меѓутоа, тоа е времето во кое што живееме. Живееме во време во кое што имам политички опонент, кој што има сериозно ниска поддршка од граѓаните и кој што се темели меѓу другото и на неговата криминогеност и се обидува на ваков начин преку апсурдни барања од типот дека ќе се ме напушти земјата и слично, нема да се појавувам, се обидува да ги релативизира неговите со право повикувања на суд и да прикаже слика во јавноста дека сме слични или исти. Назад сме во отвореното студио на телевизија Нова. Подсетување за тие што можеби сега се вклучуваат во програмата. Разговараме за случајот Космос и за предметот отворен од специјалното јавно обвинителство наречен ТНТ. Мои гости, всушност мој гостин е градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски, а мои гости требаше да бидат и собственикот на Космос Фијат Цановски, но тој во писмен одговор до телевизија Нова соопшти дека не сака да разговара со господинот Тони Трајковски, иако изминатите години повеќе пати јавно бараше јавно соочување и дуел токму со градоначалникот Трајковски. Исто така, како што кажав и на почетокот на емисијата, се обидовме како негова замена да го поканиме и професорот од архитектонскиот факултет Мирослав Грчев, кој е всушност професорот, вештакот на СЈО, кој го подготвил архитектонското мислење за случајот врз кој се темели случајот изготвен од специјалното јавно обвинителство. Така полека, господин градоначалник, доаѓаме до суштината на проблемот и на спорот. Вие нафрливте неколку детали за случајот. Пред да продолжиме со деталите, предлагам да го погледнеме тој дел од пресконференцијата на СЈО во која се говори за пречекорувањата на овластувањата на службеничката од урбанизам од општина Газибаба. Спротивно на член 47.4 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и спротивно на член 134.4 од Законот за градење. Истата, за да ја реализира постапката за рушење на стамбено-деловниот објект Космос, направила мерење на максималната височина на нултата плоча на градбата, без да постојат законски услови за мерење на таа височина и тоа без да биде изграден заштитен тротоар на градбата од страна на пристапната улица 8 на објектот во однос на кој требало да се изврши мерењето. Тоа, градоначалниче, е клучното обвинување во ова цело сиже на специјалното јавно обвинителство. Таа фамозна нулта точка за која се говореше уште во 2011 година, дека практично од погрешно место мереле кога го граделе или дека вие сте процениле дека од погрешно место незаконски они граделе. Како што кажав, клучниот доказ во тоа што го соопшти специјалното јавно обвинителство е мислењето, вештачењето изготвено од архитектонскиот факултет, изготвено во текот на предистражната постапка од професорот Мирослав Грчев. Професорот Грчев исто така подготви такво вештачење во 2011 година, за кој исто така специјалното обвинителство говореше и тврдеше дека и покрај тоа што било доставено до општина Газибаба, тоа не било прифатено. Господин градоначалник, да почнеме токму со ова нулта кота. Од каде е мерено, од кој тротоар е мерено, од каде можел да знае господинот Цановски, од каде треба да мери и како да бидеме уверени дека навистина знаел од кај треба да мери, а сепак ја злоупотребил својата позиција или за да се стекне со незаконска корист имотна, одлучил да гради од некоја друга точка.
Добре, јас уште еднаш би потенцирал за изјавата што беше дадена од страна на обвинителката. Доволно е секој да го отвори членот што беше потенцирал и да види дека Два члена се тие, да, ќе ги поразговараме подоцна. Значи нема ни допирни точки со нашата постапка. Во едниот член се цитира како се гради кров, односно каков да биде падот на кровот, дали да биде 3% или 5%. Да, веќе го спомнете, дозволете, да, тоа е членот 47 кој го спомнува обвинителката Фетаи од правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. Во него се вели дека рамните покриви имаат аголна косина до 5%, се оформуваат во дозволената силуета на кровот, при што е можно скалесто повлекување од страната на лицето на парцелата и оформување подпокрив кој кон дното на парцелата е со вертикален зид во рамнина со фасадата. Аголот на скалестото повлекување може да изнесува најмногу 600. Од тоа цитирање веднаш се согледува пристапот на специјалното јавно обвинителство. Значи ова и обичен граѓанин не мора да е стручно лице кога ќе види дека далеко е овој објект кога се градел од кровот, а овдека се цитира како требал да биде кровот, односно падот на кровот. Така да добро било кога ги анализирале членовите малку подетално да ги изанализираат, затоа што навистина е несериозен пристапот да се говори за член кој што нема допирни точки со конкретнава ситуација, односно мерење на кота на плочите кои што биле веќе во некоја фаза, да речем, мислам дека беше 4 или 5 кат од темелната плоча, а веќе овдека во самата изјава на обвинителката се говори како требало да биде кровот, а кровот веројатно после година и пол би стигнал инвеститорот до кровот. Значи, затоа уште еднаш ќе потенцирам, јас едно од прозивките кон нас беше за стручното мислење. Веројатно ако беше гостин професорот Грчев, ќе требаше да објасни некои работи кои што овдека ги имам како презентација и вечерва повторно ќе ги презентирам. Значи, во периодот кога беше постапката за отстранување на објектот, од страна на инвеститорот имаше побарано, односно самиот инвеститор побара стручно мислење од професорот Грчев, бидејќи уште во тоа време ги знаевме ставовите на професорот Грчев, дека неговите ставови во секоја негова изјава, во секоја негова колумна беа насочени против сите активности што ги имаше од страна на одговорните лица од нашата општина или од страна на функционерите од ВМРО ДПМН. Затоа јас како градоначалник испратив допис до деканот на факултетот да ни даде соодветно толкување на тоа стручно мислење. Дописот го испративме и од страна на деканот беше добиен одговор, но претходно веќе го покажам стручното мислење кое што беше приложено од страна на професорот Грчев. Ова е стручното мислење од 2011 година. Токму така, од страна на специјалното јавно обвинителство беше презентирано дека и во текот на предистражнава постапка имаат ново, најверојатно ова стручно мислење од професорот Грчев не им одело во прилог, не го ни презентира, но ние го имаме ова. Новото го немам јас за да можам да го презентирам, но во ова стручно мислење, иако според документиве што ги имаме е направено незаконски со злоупотреба на професорот Грчев. Професорот Грчев во еден дел од стручното мислење, еве овој дел тука, исто и тој потврдува дека објектот се подигнал, односно се гради спротивно на одобрението. Јас би прочитал, еве. Да, слободно. Именно сите отстапување во изградба настанале поради наодите на геомеханичкиот елаборат во кои се утврдуваат лоши носиви динамички својства на почвата поради активни подземни води. Ова наложило подигнување на најниската кота на објектот. Тоа го вели професорот Грчев. При што дошло до пренамена. Еве, професорот Грчев знае дека инвеститорот правил некоја пренамена, за која што ние не сме му дали согласност ниту соодветно одобрение. Значи, при што дошло до пренамена на приземјето од деловен простор во паркиралиште и намалување на бројот на спратови. Добро ќе беше професорот ако беше присутен да ни објасни каде тоа тој го видел. Кој проект го гледал кога го давал ова мислење, затоа што во проектот кој што ние го одобривме, ниту сме му дозволили оваква работа, ниту му е одобра, ниту пак инвеститорот побарал од нас, за да се разгледа овој случај. И тоа е првиот став, затоа ние кога го видовме ова, знаејќи ги ставовите на професорот Грчев, испративме допис до факултетот, до деканот. Деканот, еве го одговорот што го даде, каде што вели дека
Стручното мислење кое што е дадено од страна на архитектонскиот факултет е дадено со злоупотреба на професорот Грчев, односно дека документот е неважечки, тоа тука децидно стои, дека е даден во период кога тој не е присутен на факултетот и е злоупотребен печатот од страна на професорот Грчев. Ова го објаснува моментот зашто општината не го зела во предвид кога ги носела решението. Јас пак уште еднаш ќе потенцирам. Иако е спротивно на законската регулатива. И да сте го земеле во предвид, и тоа ги потврдува вашите решенија. Тоа сакате да го кажете. Токму така. Еве, стручното мислење на професорот Грчев и потврдува. Добро, дека се утврдеше дека воопшто не сте узели во предвид. Така тврде во пресконференција. Јас напоменав дека тоа стручно мислење го имавме, проверивме како е обезбедено, односно дека е незаконски обезбедено, но сепак еве ако се анализира, ќе се види дека и незаконски да е токму така ги потврдува вашите наводи, добро? Деканот вели во однос затоа што овдека професорот Грчев исто навлегува и во толкување на управна постапка. Иако тој не е експерт за управна постапка, дециден е деканот каде што вели во врска со прашањето за надлежност, ви известувам дека архитектонскиот факултет нема надлежност и не издава документи со кои се толкуваат управни постапки или содржини на било какви управни постапки кои се водат пред други органи. Исто така, архитектонскиот факултет нема надлежност да толкува законски прописи, затоа што тоа е уредено со други прописи и затоа вели дека тоа стручно мислење е незаконско. Исто така, во тој период имаше уште едно стручно мислење кое што беше потпишано од професорот Владимир Арсовски, каде што професорот Владимир Арсовски исто потенцира дека од страна на професорот Грчев него му е подметнато потпишувањето на тоа стручно мислење. Еве ќе потенцирам неколку реченици каде што професорот Владимир Арсовски дава одговор. Вели: имам потреба да ви се обратам со намера да објаснам некои битни аспекти од аспект на кои се однесуваат на стручното мислење. Потписот по второто мислење, тоа е потписот кај што го има професорот Владимир Арсовски, е моја административна грешка при препраќање документација изработена од вработено лице на факултетот, во конкретниот случај од професор Мирослав Грчев. Значи со ова професорот Владимир Арсовски кажува дека потврдува дека професорот Грчев му има подметнато документ што тој го потпишал. Понатака вели, тоа верувам дека укажува дека јас лично не сум можел да го дефинирам соодветното мислење и со самото тоа сакам излично да се оградам од истото, што значи дека таквиот документ е неважечки и јас во целост не стојам позади напишаното. Че уште еден документ дека професорот Грчев подметнал документ кој што го потпишал професорот Владимир Арсовски. Во тој период и Државниот просветен инспекторат направи увид во постапката во архитектонскиот факултет и Државниот просветен инспекторат констатира дека записникот е овој, записникот е составен на ден 17, на ден 15, 17, 8, значи 2 дена било направено увидот 2011 година. Добро, претпоставам потврдиле дека одгоре изнесеното се констатира злоупотреба на работата од страна на професорот Мирослав Грчев, како раководител на Институтот за урбанизам при архитектонскиот факултет, при давање на стручното мислење. И дава препорака до деканот дека треба тој соодветно да постапи согласно законот, да постапи во даденава ситуација, односно тоа што како злоупотреба го направил професорот, за тоа требало и соодветно да одговара. Истото е направено и за другото стручно мислење професорот Арсовски, каде што исто е констатирана злоупотреба. Значи, од аспект на стручното мислење, ова се докази, факти и аргументи, каде што напоменав дека иако е незаконска постапката, сепак тој ги потврдува нашите Добро, станува збор за мислењето од 2011 година. Можно ли е сегашното мислење, иако од ист професор, да биде различно? Јас го немам видено, но веројатно доколку е истото, немаше ни основ за покренување на никаква постапка. Дали го има овој дел што го цитираше Фетај, кај што вика дека инспекторката направила мерење на максималната височина на нултата плоча на градбата без да постојат законски услови за мерење на таа височина и тоа без да биде изграден заштитен тротоар на градбата од страна на пристапна улица 8, на објектот во однос на кој требало да се врши мерењето? Тој дел исто го објаснува професорот, но верувате дека од кога тоа и во јавноста се прошири, сите оние стручни лица кои што се надлежни за оваа проблематика, тоа се геодетските фирми, геодетите, ова го прифатија како голем подсмев кај нив, затоа што навистина е несериозно се каже дека една кота во просторот се мери само ако постои или не постои тротоар. Значи, јас би прашал како господинот Фија Цановски ангажирал фирма, имаме тоа овдека, значи
ангажирал фирма во два наврати, тоа е фирмата Geomont Engineering, изработен е елаборат од страна на Geomont Engineering и тоа се изработени два елабората. И во двата елабората, без да има тротоар, фирмата која што ја ангажира господинот Фија Цановски, еве овдека се види во дописот, дека по налог на, значи вели вака. На ден 18.9.2012 година по барање на ТДУ Фине до ОЛ, значи по барање на ТД Фине, Geomont Engineering прави мерење. И фирмата која што ја ангажира инвеститорот, ја измерил темелната плоча, ја измерил првата плоча над темелна плоча, ја измерил кота на втора плоча над темелна плоча и овие бројки се поклопуваат со нашите бројки. Како фирмата на инвеститорот мерела кога немало тротоар? Мислам, ова е апсурдна ситуација. Замислете, треба да се измерат нивоа неколку подземја, ние треба да чекаме тротоарот, или дури затоа реков, најде на голем подсмев кај стручните лица, може да се изгради зградата, да биде дивоградба, да не се гради тротоарот и никогаш да не може да се измери. Значи, затоа, во оваа ситуација најсоодветни се геодетите, геодетските лица, геодетските фирми, кои што можат да го објаснат целиот случај, односно како што и во дадена ситуација и фирмата која што ја ангажирал инвеститорот, истото го потврдила тоа што ги потврдила вашите мерења, се сопаѓаат мерењата. Значи, напоменав, во даденава ситуација општината не мерела со инструмент и со вработени од општината. Ние не сме надлежни. Надлежни се геодетските фирми. Инспекторката ангажира геодетска фирма, таа геодетска фирма прави мерење. Инспекторката има задача да ги види тие коти со котите кои што се одобрени во основниот проект, односно со одобрението за градба. Истото го направил и инвеститорот. Затоа малку несериозен е пристапот да се говори дека не може да се мери. Еве, јас прашувам јавно, како мерил инвеститорот? Тој ги покажа в котите како Цановски тогаш, ако се добро се сеќавам, тврдеше дека во проектот немал коти. Не сте му дали коти. Тоа е уште една манипулација, затоа што јас еве ќе презентирам еден документ овдека, каде што е ова една во многу наврати, но еве еден документ каде што од неговата канцеларија адвокатска која што е ангажирана во една тужба до управен суд, еве документацијата каде што во протоколот што често пати го говори, го кажува инвеститорот, значи дадени се X, Y координатите и овдека се дадени сите апсолутни коти. Значи тоа се апсолутните коти кои што не зависат од тротоар, дали има тротоар или нема тротоар. Затоа напоменав, во оваа ситуација најсоодветни се геодетските служби, односно геодетските фирми да дадат правно толкување, а верувајте за ова и обичен студент од прва година геодезија, ова е основата кај нив, односно како се мери на кота. Не сум бил ни студент, но предпоставувам овие коти се врзани со надморска височина, не се врзани со... Токму така. Јас сум по професија дипломиран машински инженер, но јасно ми е во комуникацијата со геодетите, јасно е дека секоја кота во просторот се мери во однос на репер. За овој простор тоа е репер кој што е поставен некаде на трст и оние инструменти така што ги користат, така функционираат. И навистина е несериозно се каже дали има тротоар, нема тротоар. Како ќе се измери, како господинот Цановски измерил, како ја измериле темелната плоча, каде треба се постави. Кога се отпочне на градба, нема тротоар, па да правиме ископ доле и да бараме тротоар, па да мериме од која кота доле ќе поставиме Добро, ако може да јас би да не се претвориме во многу технички муабет. Јас би напоменал една ситуација која што вака е многу јасна, каде што може многу јасно да се види. Ова е одобрениот проект на господинот Фија Цановски. Значи тоа се три паркинг простори кои што се подземни. 1, 2, 3. Во барањата кои што понатака следуваат од негова страна. Добро, ова се во тоа објаснување што зборувавте од професорот Грчев, тој објаснува дека едното го нема поради тоа што излегло вода. Така, ако добро разбирам. Токму така, тој вели дека целиот објект е кренат нагоре поради тоа што се појавило подземна вода. Ве информираа вас, се побарали измена на проектот кога тоа го тврдили? Еве јас ќе презентирам. Значи, ова е основниот проект од 10 месец 2010 година, каде и тоа е овој одобрениот со 3 ката подземна гаража. Но неговото барање за измени во текот на градба беше неколку денови од кога инспекторката констатира нерегуларност. Односно еве ги барањата со новите пресеци. Значи од 7 месец 2011, каде што видливо е котата 00 е овдека, има само 2
паркинг места под земја. Во новото барање, затоа што тоа не беше одобрено, беше спротивно на деталниот план, во новото барање еве повторно има само два ката подземна гаража. Уште едно барање имаше и тоа се отпосле од кога беа констатирани нерегуларностите. Уште едно барање, ова е веќе од 4.2012, очигледно е само две. Значи тој така и го градел. Со измените во текот на градба, тој потврдува како градел, дека градел само две. А јасно е од одобрениот проект дека треба да има 3 ката. Ова е потврдено и во неговите изјави. Овдека имам вестници кои што се од тој период, тој пред да почне со градба. Значи тој е вестникот Дневни во списанието Порта, на неговата Facebook страна. Ова е сликата во период кога е направена контролата, ова е во вестникот Шпиц, интервју уште едно за Порта. Еве јас само некој, ќе ја земеме неговата веб страна, која што овдека е одштампана на 14.8, значи во период кога се правеше и рушењето. Што вели дека паркирањето е решено со 2 подземни гаражи од по 2 ката под подрумите на зградата, а странично од зградата предвидено е гаража на 2 ката за 562 паркинг места. Значи секаде во овие вестници каде што даваат изјава каков објект градат, потенцира инвеститорот дека гради 2 ката подземна гаража и катна гаража. Јас постојано прашувам каде е таа катна гаража, односно општината нема одобрено катна гаража, општината има одобрено 3 ката подземна гаража. Затоа и во воведот во проектот нема катна гаража? Нема никаде. Ниту е одобрен, ниту па побарал. Затоа реков дека инвеститорот, сакајќи да го зголеми својот профит со градење на едно ниво помалку, предпоставувам дека очекувал во иднина некој јавен паркинг во непосредна близина, тие места што овдека ќе фалат, таму да ги надополни, но не знам тоа како ќе било спроведено во катастар, затоа што во целокупната постапка ниту сме можеле, ниту сме смееле да издадеме одобрение за катна гаража, затоа што е спротивно на деталниот план и спротивно на генералниот план. Ова, впрочем, беше потврдено и на состанокот што го имавме кај мене, кога јас го прашав каде е таа катна гаража и кога го прашав господинот Фијат Цановски зошто секаде потенцира дека гради 2 ката подземја, кога му се одобрени 3 ката. Тој потенцира дека очекувал дека во иднина ние ќе сме му одобреле некоја катна гаража, така да навистина имаше несериозен пристап, односно неговата цел со тоа констатирав дека била со умисла, со знаење, целокупната градба да ја гради спротивно на одобрението за градење. Во документите кои што и овдека можам да ги претенцирам, значи со самиот поднесување на измените во текот на градба, самиот инвеститор, господинот Фијат Цановски и неговата сопруга како основачи на фирмата има дадено согласност за промена на проектот. Добро, господине Трајковски, ќе продолжиме кратко по рекламите. Почитувани гледачи, останете со нас, разговараме за случајот Космос. Дали станува збор за законско уривање или станува збор за незаконско уривање, освета кон господинот Фијат Цановски, како што тврди специјалното обвинителство. Останете со нас. Да, назад ме во студиото, почитувани гледачи, како што кажав, разговараме за случајот Космос. Наш гостин е градоначалникот на Газибаба, господинот Тони Трајковски. Да повторам уште еднаш, поканети беа и собственикот на објектот, Фијат Цановски, исто како и стручното лице од СЈО, професорот Грчев од архитектонскиот факултет, но Цановски одби да дојде, бидејќи не сакал да разговара со градоначалникот, а професорот објасни дека поради тоа што постапката е се уште во истражна фаза, не може да зборува за детали од неговото стручно мислење. Господине градоначалник, објаснивте за отстапувањата што ги имал проектот во однос на тоа што вие сте му го одобриле, но ова не е прв пат некој да гради спротивно на закон. Практично и законот овозможува некој доколку гради надвор од закон да може низ одредена постапка нешто да легализира, нешто да пренамени. Дали и кога Цановски се има обидено тоа да го стори, да ја коригира градбата и практично да се избегне ова нелошото уривањето на неговиот објект? Прашањето ми е дали било неминовно да се уриви? Законот пропишува дека пред да се направи одредена
промена на изведбата на проектот, потребно е да се добијат согласностите од инвеститорот, од надзорот, од проектантот и најважното да се добие соодветно одобрение за измени во текот на градба од локалната самоуправа. Тоа воедно во постапката, токму така, во постапката инвеститорот го има побарано, но отпосле, од кога сите овие нерегуларности беа потенцирани. Значи, еве го барањето за измени во текот на градба, кое што е од 20 јули 2011 година. Тоа е периодот отпосле од кога е направен увидот од страна на инспекторката и во ова барање самиот инвеститор потврдува дека објектот е подигнат за 1,5 метри. Односно вели, по предлог на надзорниот орган, прифатен од инвеститорот и во согласност со главниот проектант на објектот и проектантот на статичка пресметка, се предлага измени на висината на објектот со подигнување на објектот за 1,5 метри над прво проектираниот објект. Самиот инвеститор предлага да се крене објектот за 1,5. Ова откако е утврдена ситуацијата на терен. Ние сме ги утврдили. Значи, законот пропишува пред да се направи одредена измена, корекција, потребно е да се добијат согласностите. Тоа, впрочем, тие ги го направиле. Тоа се гледа со овој поднесок, каде што и во измените во текот на градба, е овдека господинот Фијат Цановски и неговата сопруга дале согласност за промена на проектот. Овдека ќе се види дека и проектантот тоа е направено проектантот Петко Груевски на 25.12.2010. Значи проектантот 7 месеци пред да побараат од вас. Барањето на инвеститорот е 7 месеци, а самите меѓу себе проектант, инвеститор, надзор си дале еден ден после одобрението. Значи јас прашувам зошто веднаш не побарали и кај нас измени во текот на градба. Од 25.12.2010. А барањето за измени во текот на градба е од 27.2011. После близу 7,5 месеци. Значи, зошто во тој период не побарале измени во текот на градба пред да направат соодветна промена? За промената дека ја направиле, тие си дале меѓу себе согласност, еве од Петко, проектантот, господинот Јорго Шундовски вели дека за 1,5 метри за избегнување на нивото на подземни води, дека може да го крене објектот. Надзорот, овие се согласности кои што меѓу себе си ги дале 1 и 2 дена после одобрението. Одобрението од 24.12.2010, тие веднаш даваат согласност. Дури главниот надзорен инженер господата Ката вели дека тука треба да се направи одредена пренамена. Дека првото ниво на подрум треба да биде приземје и така натаму. Исто кажува дека објектот треба да биде подигнат за 1,5 метри. Добро, јасно е. Само сакам да потенцирам дека не било во согласност со основниот проект. Токму така, ова е многу важно што и самиот проектант до инвеститорот го советува дека после овие согласности меѓу себе треба да поднесе барање до локалната самоуправа. Значи и како инвеститорот ако не знаел, еве и самиот проектант вели локалната самоуправа треба сигурно знаел, се знае дека одобрение за градот за општината, тоа е јасно ко бел ден. Цело време инвеститорот знаел, со умисла го правил тоа. Сите овие одобренија за измени во текот на градба, напоменав, измените во текот на градба се со 2 ката подземна гаража. Тие затоа што отстапува од деталниот план и архитектонско-урбанистичкиот проект не беа одобрени. Со соодветно решение беа отфрлени. Но напоменав дека тоа и како постапка требаше да биде направено пред да се констатира тоа отстапување, а не прво да се изгради, а потоа да се бара тоа некако да се вклопи. За овој член СЕО не даде некакво објаснување за овој правилник за стандарди и нормативи, кажавте дека се работи за кровот. Објаснувањето логично некакво е дека и тогаш тоа се говореше во јавноста, се прашува луѓето зошто мора да му се урне цел објект, зар не може на крајот ако надминува висина некаква да се урне последниот кат или последните 2 ката или не знам за да биде штетата помала. Зошто мораше да се урива цел објект? Напоменав, значи и во текот на изготвување на деталниот план, планската документација, инвеститорот во суштина сите оние желби што ги имаше од аспект на висина, број на гаражи, број на станови, се што можевме ние како локална самоуправа излеговме во пресред, така да инвеститорот во секој момент можел, доколку сакал нешто да коригира, тоа да го побара. Напоменав дека неговото барање отпосле и согласно законот ние мора да го почитуваме законот, така ако постапуваме, значи прекршуваме закон и соодветно на тоа треба значи да бидеме и санкционирани. Во конкретниот случај
ние сме го почитувале законот, без разлика дали е голема инвестиција, дали е мала инвестиција, дали се работи за некој истакната политичка личност. Имаме обврска, така сме работеле, така ќе работиме во иднина, да го почитуваме законот. Впрочем, ова е добар пример како не треба да се толерираат сите оние кои што го прекршуваат законот. Верувате дека јас се уште се размислувам како тој, доколку го изградеше објектот, ќе го впишеше во катастар, затоа што објектот ќе беше изграден спротивно на одобрението за градба. Во целокупната документација тоа тој го потенцира и неразбирливо е неговото толкување во иднина ние да му обезбедиме некоја катна гаража во непосредна близина. Отстапувањата овдека се од повеќе аспекти. Еден аспект е ова што го говориме, што во јавноста малку повеќе се презентираше отстапување во висина, инаку овдека имаше од страна инспекторката констатирани повеќе отстапувања. Добро, тоа беше потенцирано во случајот на СЕО, затоа се отстапување и во однос на конструктивниот дел, имаше столбови плюс, значи веројатно тие столбови се поставени со некој проект кој што само тој знае, по кој што градел. Имаше одредени парапети во долниот дел, значи во однос на димензиите, отстапување со тоа што тие приоди кои што беа за возилата од улицата кон паркинг просторот, со тие парапети беа оневозможени, односно не се работи овдека само за мали отстапувања како што во јавноста сакаше тоа да се презентира. Овдека се работи за големи отстапувања кои што навистина се основ за ние во дадениот случај така и да постапиме. Напоменав дека не е мала работа да се изгради едно ниво паркинг за 200 возила помалку, затоа што тоа не знам никако ќе можело да се обезбеди, затоа што напоменав во деталниот план немаме никаде во непосредна близина планирано катна гаража, ниту па тоа така му е одобрено. Така да во оваа ситуација сакам да потенцирам дека не е само висината, туку имаше и други отстапувања. Тоа е, верувам, направено со некој проект кој што тој не ни го презентираше, а воедно инспекторката кога отиде на лице место не беше најден проектот кој што ние му го одобривме. Верувам дека градел по некој проект кој што тој самиот знае како го обезбеди. Должиме на гледачите уште ваш коментар на второто обвинување од СЈО, како што кажав, член 47 правилник за стандарди се повикуваат дека е прекршен еден член и членот 134 од законот за градење, имавме прилика да слушнеме до Вентилката Фетај, точка 4 вика: овластениот градежен инспектор, доколку констатира дека собственикот на посебниот дел од објектот, станот или дел од станот извршил пренамена без одобрение за пренамена, ќе донесе решение со кое ќе го заложи собственикот да го врати посебниот дел од објектот, станот или делот од станот во првобитна состојба. Тоа е членот за кој смета СЈО дека е прекршен. Прекршен ли? Исто тука не гледам некоја логика, затоа што во конкретниот случај инспекторката така и постапила, донела решение, го задолжила инвеститорот да се она што е спротивно изградено на одобрението за градба да го отстрани. Затоа што инвеститорот не постапи во спроведување на тоа решение, затоа од страна на општината беше пристапено кон присилно административно извршување на решението. Инаку, присилното административно извршување на решението беше изведено до одредена фаза, потоа инвеститорот самиот побара да го доизврши решението, ние му возможивме, така да комплетното доизвршување на решението беше од страна на инвеститорот. Значи, за мене е неразбирливо да се потенцира тој член, затоа што инспекторката, се извинувам, токму така и постапи. Значи, прво го задолжи се она што е спротивно на одобрението за градба да го отстрани, да потенцирам дека продолжи да гради, иако беше предупреден за тоа, затоа и ние пристапивме. Инаку, во суштина, обврската за отстранување на објектот е на самиот инвеститор. Општината настапува само во ситуација ако инвеститорот не го спроведе решението за отстранување на она што било нелегално, односно изградено така, не постапил за град. Според заклучокот на инспекторката. Тука, градоначалниче, доаѓаме до вториот дел од пресконференцијата на СЈО, која практично е случај во случај, во кој ве обвинуваат дека незаконски сте ангажирале фирма со динамит да го сруши објектот и на тој начин сте оштетиле општината за, ако не се лажам, 3 милиони денари беше сумата, да, 3 милиони денари. Тука презентира и некој СМС пораки со собственик на некоја фирма, некои иницијали, тој бил сега починат.
Мораше ли да се урива со динамит? Беше ли законска постапката за набавка на тој динамит и за ангажирање на таа фирма или има нешто спорно тука? Значи, самата постапка започна со класичен метод на уривање на објектот. Имавме претходно ангажирана фирма која што ја користевме и за други објекти за отстранување, онаму каде што требаше да се спроведат решенијата кои што ги донесе инспекторката. Се започна со отстранување со класичниот метод, се до онаа фаза додека не беа исцрпени средствата од страна на договорот што беше потпишан со постоечката фирма. Се направи анекс на договор, но бидејќи се работеше за поголем објект и веќе бевме во фаза на ситуација да постои опасност за самите работници кои што работеат таму, затоа што можеше да има неконтролирано движење на самиот објект. Направивме допис до релевантна институција, тоа е Институтот за сеизмологија и земјотрско инженерство, каде што побаравме да ни дадат мислење во оваа фаза до која што ние стигнавме, како да продолжиме во иднина, односно кој принцип на отстранување на објектот да го прифатиме за понатака. Од страна на институтот добивме одговор, излегува на лице место, направија записник, добивме одговор дека предлог од нивна страна за побрзо, поефикасно, постручно и побезбедно продолжување на отстранувањето е да се примени методот на минирање. Затоа и ние понатака продолживме со ангажирање на фирма која што затоа што во претходната тендерска постапка, напоменав, беше искористен целиот договор, немавме таква позиција, ангажиравме фирма соодветна, стручна, целокупната постапка беше изведена согласно ја оспорува стручноста на компанијата, дека фалеле некои согласно. Добро, затоа имаме можност тоа да го докажеме и во судска постапка, иако од кај нас сите оние документи што беа презентирани, доставени, се ангажира стручно лице кој што направи елаборат, стручна фирма која што изведе целата постапка, доказ за тоа е и крајниот резултат, односно без никаков проблем, без никакви штети на околните куќи, во непосредна близина имаше куќи, без никаква повреда ниту еден вработен, објектот беше отстранен, односно до тој дел до каде што ние отстранувавме беше отстранет. Во таа постапка напоменав дека се почитуваше законот за јавни набавки. Напоменав дека за ова целокупна документација доставивме до СЈО, за жал тие не ја презентираа само дел факти кои што најверојатно само уривањето оди на сметка на општината, навистина оштетен буџетот. Согласно законот, обврска за отстранување на нелегално изграден објект е на инвеститорот. Значи, оние средства кои што ги има дадено општината, општината ќе ги наплати од страна на инвеститорот. Ние сме во фаза на веќе присилно извршување преку извршител. Инвеститорот направи оспорување на наплатата, ние добивме и судска пресуда дека тие средства ќе си ги наплатиме како што предвидува законот од сметката на инвеститорот и очекувам тоа денови да биде реализирано од страна на извршител затоа што имаме правосилна судска пресуда. Така да не е оштетен и буџетот. Законот предвидува дека доколку инвеститорот не пристапи кон отстранување на нерегуларноста, има обврска општината, а средствата ќе ги наплати од инвеститорот. Затоа е и малку нелогичко да се каже дека е оштетен буџетот, затоа што тие средства ние ќе ги наплатиме и тоа ќе ги наплатиме со камата. Од тој период до денеска или до деновија кога ќе биде наплатено, ќе биде наплатено со камата и буџетот не е во никој случај оштетен. Не е прв случај на ваков тип на постапка од наша страна, но во голем дел на случаеви самите инвеститори, кај што биле донесени такви решенија, самите си пристапувале кон отстранување на објектот, но овдека затоа што инвеститорот не сакаше, ние сме должни согласно законот да постапиме. Во таа ситуација имавме и неколку вештачења од аспект на штетите и така натаму. Ние ангажиравме стручно лице, вештак, кој што направи вешт наод во аспект на штетата што била направена и така натаму, и тоа стручно мислење ја отсликува целокупната постапка, како се градело, кои нерегуларности ги имало, дури овдека во еден дел од стручното мислење, вештакот потенцира дека нелогички е да одобрението за градење е издадено на 24.12.2010 година, а изведувачот веќе на 25.12.2010 година добива времена ситуација за изведени градежни активности. Односно, невозможно е за еден ден да имаме такава сума, значи на времена ситуација, мислам дека беше околу 4.631.000 денари, преку ноќ да се изгради.
Односно, вештакот констатира дека од ова излегува дека изведувачот вршил градежни работи и пред добивање одобрението за градба. Добро, веројатно ископите на Исто дупката, ова, да. токму така, но и тоа се санкционира. Значи, исто ова се потврдува и од нивните дописи од аспект на кога е започната градбата. Значи, инвеститорот нас не информира дека градбата е започната на 3.1.2011, а во градежниот дневник првата страна започнува на 25.12.2010 година. 10 дена порано. Значи, согласно законот и ова е казниво. Односно, согласно законот, доколку инвеститорот не информира нас како локална самоуправа, веднаш се прогласува и решението за ништовно. Значи, ова е доволен доказ дека и самиот инвеститор манипулира со датумот на отпочнување, а и во самата градежна книга ќе се примети тоа што го констатирал и вештакот, дека на 25.12, еден ден после одобрението, веднаш се настапува со бетонирање. Значи, оно ископ, кој што е голем, огромен, за кој што сигурно треба неколку недели за да се направи, инвеститорот го направил пред да го добие одобрението за градба и тоа се санкционира. Но во конкретниот случај, напоменав, кај нас е примената поблагата мерка, односно отстранување на објектот, а не одземање на одобрението за градење. Господин градоначалник, брзо поминува времето, иако мислев дека сме сами нема да исполнеме сат и пол, сепак некако успевавме, при крај сме со разговорот, финалето веднаш по Назад сме во студиото со последниот дел, со последните неколку минути од разговорот со градоначалникот на општина Газибава, господинот Тони Трајковски. Разговараме за уривањето на објектот Космос. Како што кажав неколку пати во емисијата, за жал, собственикот на објектот Фијат Цановски одби да дојде на емисијата со образложение дека не сака да се соочи со господинот Трајковски, иако тоа јавно го бараше повеќе пати во изминатите неколку години, практично 2011 година. За жал, и професорот Грчев не дојде, тој поради тоа што во оваа фаза од постапката не смел да зборува, бидејќи е ангажиран како стручно лице од специјалното јавно обвинителство. Господин градоначалник, мислам дека објаснивме многу детали од случајот, наистина ми е жал што немавте прилика да ги соочите аргументите со господинот Цановски и со стручното мислење на господинот Грчев. Немаме многу време. На крај, што се случува со проектот сега? Требаше да биде тоа една голема инвестиција во општина Газибава. Сега се таму само рушевини колку што имаме прилика да видиме. Јас уште еднаш ќе потенцирам ова што денеска го презентирав, не е ништо ново, во континуитет постојано го презентираме пред медиумите, но имавме убава прилика да од страна на инвеститорот или стручното лице да даде нивно мислење, но веројатно во некоја друга прилика. Значи, јас исто би потенцирал дека постојано се говореше дека таму е променет планот, дека решението му е одземено и така натаму. Значи, тоа е една голема невистина. Во моментот инвеститорот си има важечко решение, одобрение за градба, иако ги нема платено комуналиите. Тој често пати говореше пред медиумите дека се што требало од негова страна е реализирано, значи комуналиите не се платени, односно надоместено код уродување на градежно земјиште не е наплатено. Се уште правиме присилна наплата на оние средства кои што треба да ги добиеме, затоа што тој имаше можност да ги плаќа на рати, не ги плаќаше, преку извршител тие средства ќе бидат земени, а тој може да си продолжи со градење затоа што има важечко одобрение за градба. Планот деталниот не е сменет, намената е иста, така да навистина жалам што постојано се шпекулира со ова. Може да продолжи си гради доколку ги отстрани сите нерегуларности кои што се согласно записникот на инспекторката. Исто би потенцирал дека во конкретниот случај станува збор за инвеститорот кој што изјави, господинот Фијат Цановски, кој што изјави дека се во животот гради легално, дека никогаш ништо не изградил дивоградба, но за жал само неколку дена после давање на таа изјава, господинот Фијат Цановски поднесе барање за легализација на веројатно уште една нова дивоградба кај него, тоа е факултетот ФОН. Во тоа барање, затоа што факултетот е сместен на 3 катастарски парцели, во барањето бара легализација на тој факултет во 3 дела. Сега дали се работи за одреден дел само од факултетот или се работи за цел факултет, тоа ќе го утврдиме кога господинот Фијат Цановски ќе достави елаборат за барањето за дивоградба. Значи се работи за човек кој што веројатно така работил и во минатото, така работи сега, научен и потикнат од некои негови лични интереси да гради дивоградби.
Значи не е единствен случај, тоа сакав да го потенцирам, не е само случајот Космос, туку веќе имаме барање за легализација и на факултетот ФОН. Но уште еднаш ќе потенцирам, значи во конкретниот случај инвеститорот си има дозвола, планот е во сила, треба да се праша зошто понатака не продолжува да гради, но ќе напоменам треба да ги исполни сите услови кои што се во решението на инспекторката. Наистина ми е жал уште еднаш ќе речам што не дојде господин Ацановски, веројатно некоја друга дебата ќе имате прилика да ги сочите аргументите, ако не друго на суд сигурно ќе ги сочите аргументите. Господин градоначалник, ви благодарам за вашето одвоено време што бевте наш гост. Благодарам на поканата и постојано сме спремни да нашиве аргументи ги споделиме со јавност. Благодарам уште еднаш. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете со нашата програма. Следува последниот преглед на информациите.